Околу 10.000 кумановци се дијабетичари, а 120 од нив се деца, информираше денеска доктор Исмаил Бајрамија од Центарот за дијабетес при Општата болница Куманово по повод одбележувањето на Светскиот ден на борбата против дијабетесот 14 ноември. За разлика од повозрастните пациенти кои што зависно од типот на дијабетесот може да се лекуваат со таблетарна терапија, комбинирана или само со инсулин, кај децата веднаш се почнува со инсулинска терапија, посочува Бајрами, потенцирајќи дека најбитно е навремено да се открие дијабетесот со редовни контроли на шеќерот во крвта и доколку има потреба, посета на Центарот за дијабетес за понатамошно лекување на пациентот. За нашата република, значи за Македонија, се отприлike има по некои податоци од 150 до 200.000 дијабетичари, а за Кумано конкретно ние, знаеш, бројката е варијабилна, секогаш динамична, затоа што има кои се починети, има кои многу откриени, така да се смета дека има околу 10.000 дијабетичари во само Куманово, а од тие 10.000 имаме околу 3.000 пациенти кои се на инзулинска терапија. Сега дијабетот, главните поделби се на тип 1, тип 2 и гестатски дијабет. За тип 1 сегаш се мисли на пациенти кои се или се јувенилни дијабет, а тие се за децата се работи. За тип 1 секогаш, значи, кај нив нема перорална терапија на лекови, туку само на инзулин, веднаш се стават. А тип 2 се пациенти кои се третираат поголема број со лекови, а еден дел и со инзулин. Доктор Бајрами смета дека граѓаните не се доволно едуцирани за да навремено се открие дијабетесот, кој во принцип не предизвикува болки, но може да предизвика тешки компликации доколку не се открие навреме. Ако се јави некој поголемо чувство на глад понекогаш, почесто мокрење, многу пиење на вода, па некогаш кај некој слабење, кај нив веднаш треба се помисли дека се работи за висока гликемија и тогаш брзо веднаш треба се јави кај својот лекар. Пациентите нашите tukаш кои се, јас гледам по она што го работа со мене, значи тие што се навистина дисциплинирани, држат некоја си нормална диета, имаат физичка активност, немаат некои поголеми стресови, тие се во најголем број на случаи се добро регулирани. А тие што се немарни, што не држат диета, што немаат активности, што имаат коморбидитети, што имаат проблеми во стресови, нервози секојдневни, кај нив малку потешко оди. Најголемиот дел кај нашите пациенти, значи поголемиот дел, се успешно третирани само со лекови, со апчиња и фала Богу сега има доволно. Секој ден има се нови препарати кои се многу ефикасни, а еден дел има кои ги третираме со инзулин. Со инзулин, значи, некој прима еднаш дневно, некој 2 пати дневно, некој прима па и 4 пати дневно со базал болус терапија. Значи, има сега комбинација на инзулин, на апчиња, има сега најголемата група на апчиња GLP кои многу ефикасно делуваат и за регулиране гликемија и за сачување на крвните садови. Значи, овие пациенти еден добар дел, значи добро се третира, добро се регулирани, меѓутоа еден дел и иако се добро регулирани, по некој време се јавува по некоја компликација. Овие компликации се јавуваат кај дијабетичари исклучиво затоа што се оштетуваат крвните садови. Значи има микро и макроангиопатии, кај некој има проблеми со видот, кај некои со срцеви проблеми, кај некои бубречни проблеми, кај некои циркулација на нозе, пак има поретко и развивена гангрена. Така да, за сето ова, за да не дојде до овие компликации, очите, бубрегот, срцето, нозете и мозочните некои удари, значи, на сите им апелирам да внимаваат, значи, од диетата да ги слушаат советите на докторите, за диета, за физичка активност, за терапија и по можност во ова невреме во кое живееме, што помалку стресни ситуации и нервози.
Светскиот ден на дијабетесот првпат е одбележан во 1991 година од страна на Интернационалната федерација за дијабетес и Светската здравствена организација како одговор на зголемената загриженост од ескалацијата и заканата по здравјето што ја предизвикува дијабетесот, а инсулинот е откриен во 1920 година.